Господине Николовски, вие до извесно време бевте дел од коалицијата за подобра Македонија, но слушаме дека за локалните избори, односно уште пред локалните избори, веќе сте во коалиција со СДСМ, односно коалицијата за живот. Како се случи оваа одлука? Осмо после 27-ми, кобниот ден после 27-ми, јас излегов од моје име, после и од име на партијата, дека ќе напуштиме коалицијата. Значи не се сложивме со таквиот настан кој беше срам за цела Република Македонија, дури и надвор. И поради тоа ние одлучивме или да одиме сами, или да преговараме со некоја од помалите политички партии, или со СДСМ, но оставивме простор да разговараме и со ВМРО ДПМН. Со ВМРО ДПМН кога соопштивте дека не сте дел од коалицијата, какви беа нивните реакции? Морам да признам, страшно коректни беа од нивна страна. Останавме нели на релација скоро до последните денови пред завршување на листите, иако со самото видување кога ме побара господинот Зоран Заев, тогаш уште не беше премиер, се договоривме дека ќе коалицираме. Впрочем, од 33 општински организации што ги имаме, 30 беа за коалицирање со СДСМ, а другите беа неутрални. Можете ли да ни објасните каква е филозофијата или идејата до која што се држат малите партии? Бевте во ВМРО, сега сте со СДСМ. Па на 2013 година јас самиот фактички одлучив со еден дел од раководството, иако бевме притискани да одиме со ВМРО ДПМН во коалиција, јас не сакав да одам во коалиција со ниједна политичка партија, пошто пропадна разговорите со Бучковски и со Стефче Јакимовски да одиме заедно трите партии. Кога они отидоа одделно, отидовме ние одделно и можам да кажам дека тогаш не погрешивме. Ние по севкупно со градоначалници и советници имавме некаде околу 22.500 гласа. Дали важи правилото за малите партии или си со едните или си со другите? Да, ако се гледа од страна, да важи. Или си со едните или си со другите, или мораш да бидеш или со едните и со другите, затоа што сепак граѓаните се одлучуваат, се уште кај нас е тоа правило, граѓаните се одлучуваат да не го дават гласот за помалите политички партии, без разлика каков е кандидатот, дали е за советничка листа, дали е за градоначалничка листа, они избираат од двете политички партии. Впрочем, избираат или црно или бело, не избираат квалитетна особа за градоначалник или квалитетни советници. Тие одлучуваат да дадат поддршката на поголемите политички партии, сметајќи дека нивниот глас ќе води во ветар или ќе го изгубаат нивниот глас. Колку СДУ како мала партија на овие избори може да биде одлучувачка? Впрочем, како и другите мали партии, може да биде многу одлучувачка. Впрочем, скоро во сите општини, пошто овие избори ќе бидат можеби најтесните избори што ќе се одржат. Во секоја општина може да одлучат 10, 15, 20 гласа, а секоја политичка мала партија или како што викаат пајтон партии имат по 200, 300, 500 члена во секоја општинска организација и може да се деси да одлучат за град Скопје, да одлучат за Ѓорче, за Бутел. Еве, јас сум на листата на СДСМ за Бутел, најверојатно ние ќе одлучиме таму кој ќе биде кандидат за градоначалник, аеродром исто, центар, значи можеме многу да одлучиме кој ќе стане градоначалник и кај ќе превагне советничката листа. Останувате во коалицијата за живот со Македонија и по изборите, така? Да, ние склучиме коалиционен договор за овие локални избори. Ќе завршат овие локални избори, ќе видиме, пак ќе седнеме со нив, ќе разговараме, ќе видиме дали се она што се представува, да верувам дека така ќе бидат, дека стварно ќе има некој живот во Македонија. Впрочем, гледаме дека и медиумите малку се ослободија, без разлика, стално ќе се има провладини медиуми, стално ќе се има проопозицијски медиуми, но слободно известуваат. Впрочем, вие како новинар известувате слободно, никој не врши притисок врз вас, она вашиот збор или уредникот да ви кажува што да кажете и како треба да се изјасните. Мислам дека после локалните избори ќе видиме. Најверојатно дека ќе останеме, но јас не сум како единка или како председател на Социјалдемократската унија да одлучувам сам, тука одлучува општинските организации, одлучува централниот, впрочем и председателството потесен круг, па и конгресот.